Добре дојдовте, ви посакувам на сите вас кои што и овој пат сте заедно со нас на телевизија Телма и се разбира следите ново издание на Fair Play. А ќе го стартуваме со реченицата леле луѓе што направивме, затоа што таа е една реченица што и како го одбележува можеби најсветлиот момент во македонскиот репрезентативен спорт и би рекла на совршен начин го опиша моментот кога на европското првенство за мажи сениори некаде на истекот на времето на надпреварот меѓу Литванија и Македонија, Владо Илиевски ги постигна оние историски поени за 3, со што Македонија успеа да обезбеди пласман во полуфинале. Овие поени ќе се паметат секогаш, како и сето она што Владо Илиевски го даде на паркетот и во неговата клупска, а се разбира особено во репрезентативната кариера. Сега се случува голем камбек на Владо Илиевски на домашната кошаркарска сцена, овој пат во поинаква улога, така што денеска ќе се потсетиме на можеби најважните нешта што одбележа неговата кариера, но ќе зборуваме и за неговата визија и идеи како може овој пат да и помогне на македонската кошарка. Останете со нас. Сигурност е добра вест кога значајните, звучните македонски спортски имиња имаат волја и имаат енергија да помагаат во овие понови денови на нашиот спорт, заради тоа што тоа на младите и на нашата спортска сцена итекако и е потребно. Посебно кога станува збор за личности како мојот денешен гостин, ќе додадам само дека јас веројатно имав таа среќа и чест да ги сведочам и живеам тие времиња кога ние сите заедно и навивавме и се радувавме со македонската кошаркарска репрезентација во моментите кога успеа да освои 4-то место на европско првенство и секако тоа останува еден успех кој што веројатно е сосема легитимно да сакаме да го повторно постигнеме, доживееме, а дај Божи да го надминеме. Во овој момент се чини дека сме далеку од некој таков момент, но сепак веројатно вреди да се обидеме да направиме позитивни промени и сето тоа да изгледа повеќе возможно. Од која причина Владо Илиевски одлучи да направи еден камбек во македонскиот баскет, односно македонската кошарка, тоа ќе го да знаеме во следните минути. Огромна е чест и задоволството. Благодарам што прифативте поканата и ова е едно добре дојде во Fair Play. Добар ден и до вас. Благодарам на поканата. Чест и задоволство ми е да бидам тука со тебе денеска. Да, ќе одиме на ти, така ќе биде и поубаво и поприродно. Сакам искрен одговор на старт, што е она што тебе те натера, знаејќи како беше во 2011 и во некои минати времиња, и знаејќи го фактот дека во моментов нашите момци се надпреваруваат во предквалификации за големи надпреварувања. Разликата е голема. Што и кој те натера да се вратиш на македонската кошаркарска сцена? Па сигурно прво и основно е мојата љубов кон Македонија. Никогаш не сум ги заборавал и своите корени и своето детство, без разлика што живеам во странство. И со кариерата и со фамилијата веќе 20 години и повеќе од 20 години. Сакам да бидам поврзан со Македонија, сакам да доаѓам тука и сакам да бидам дел од кошарката во Македонија. Спремен сум за овој предизвик, мислам дека сме во не баш сјајна ситуација и од секогаш сум имал амбиција да направам нешто подобро и поубаво, нарочито за мојот народ и за мојата држава. Верувам дека во моментите кога пред да дојде до официјален договор дека ќе бидеш дел од тимот на Македонската кошаркарска федерација, морало да има некакви идеи, точки, нешта кои што ти барем си кажал сакам да биде вака и ќе работиме ако може да биде така, ако не воопшто да не се нафаќаме на предизвикот. Кои биле тие работи основни? Па прво и основно да почнеме од најмладите. Значи кај најмладите во смисол дечки, девојчиња кои што почнуваат со кошарката, кои што треба да ја засакаат кошарката. Тоа се значи луѓето кои што
стручните луѓе кои што почнуваат со тие најмали дечиња и девојчиња. Многу е битно да им ја пренесат кошарката како спорт, кај што ќе социјализираат измеѓу себе, кај што ќе добиваат некои вредности, не само спортски, туку и надвор животни вредности. За утре ние сите знаеме, од 1000 девојчиња и дечиња, многу ретки се тие кои што ќе продолжат во професионалниот спорт, но сакаме тој голем процент кој што ќе оди во некоја друга сфера во животот, да се врати како кошаркарски фан, да гледа утакмици, да оди на утакмици и дај Боже неговите дечиња, да кажеме неговите потомци, утре пак да почнат и да играат кошарка. Значи тоа е некоја, како да кажам, некој екосистем кошаркарски кој што се надевам дека ние ќе направиме еден чекор повеќе. Дечињата во овој момент објективно немаат баш македонски кошаркарски идоли, затоа што вие сте веќе една генерација возрастни за нив, а меѓу помладите немаме звучни имиња, немаме многу интернационалци, истакнати репрезентативци. Возможно е тоа некако во догледно време да го поправиме или ќе треба многу време? Јас мислам дека секако дека е возможно, затоа што од секогаш зборувам дека Македонија или било која држава во светот за мене има талентирани спортисти. Проблемот кај нас е само што тој преод од младински во сениорски категории е многу тежок. Односно да дојдеме до едно ниво во младинските категории, кај што тој преоден некој момент во сениорски ќе ми биде многу полесен, што значи дека стручниот кадар мора да биде на многу повисоко ниво отколку што е денеска. Така да јас се надевам искрено дека ние ќе успееме во тоа и последично ќе имаме многу поголема селекција за тој за да кажеме и за нашата сениорска репрезентација подоцна, така. А од тоа сигурно ќе излезат спортисти, односно кошаркари кои што ќе бидат нови идоли. Како во тие години кога ти, твоите соиграчи и твојата генерација сте биле деца, некако полесен, барем така изгледа, полесен бил патот да си ја пронајдете кариерата и на клубски план, а сега за нашите деца е веројатно тешко да се биде овде, зашто нема вистински напредок, уште потешко е да се отиде некаде затоа што која би било одскочната даска. Повторно сега се враќаме, ако споредиме, можеби немаме драстично подобра инфраструктура, затоа што тренирање во ладна сала имало и тогаш и сега. Меѓутоа, очигледно е дека ги нема тие тренери. Па, очигледно е дека тоа е така, да. И очигледно е дека и во тренерската струка мислам дека ќе треба да им се даде поголема шанса на младите тренери кои што доаѓаат. Да пробаме да ги едуцираме што подобро, да пробаме да им дадеме шанса да излезат и надвор, да им помогнеме да бидат во контакт со многу, како да кажам, поелитни тренери, подобри тренери, да учат и тоа знаење да го вратат во Македонија. Така да и тоа е една од основите кои што треба да ги направиме за да имаме една структура која што ќе носи резултат, не во смисол резултат на победа и пораз, туку резултат во смисол на кошаркари кои што, како што кажав претходно, ќе имаат доволно добро ниво за играње на добра кошарка. Може би еден од овие чекори, на некој начин почетен, е доаѓањето на господинот Хозе Марија Берокал во Македонија. Според информациите на Федерацијата, ти си може би една од клучните причини и вашата лична комуникација зашто тој дојде во Македонија. Раскажи ми малку прво каква е вашата релација? Кога биле моментите кога сте соработували, како тој се нафати да дојде во Македонија? Да, тоа е исто приказна која што почна 2003 година. Значи ја потпишав за Барселона и во тој момент тој доби прилика да биде помошен тренер во Барселона, како втор помошен тренер во Барселона. Значи ја имав 23 години, он имаше 33 години, значи уште релативно многу млад. И некако остваривме врска тренер-играч кај што мислам дека многу ми помагаше и да се прилагодам на таа средина во Шпанија
и Барселона како клуб кој што се очекуваат само победи, така. Безгрешност. Така. Така да од тогаш мислам дека имаме константно некоја да кажеме некој контакт и некое пријателство, морам да признам, каде што не се зборува само за спортот, туку и воопшто за фамилијата, за животот. И до ден денес тоа останало така. И тој беше еден од неколкуте тренери кои што беа во мојата глава, кој што би можел да биде предводник на таа селекција. Морам да признам дека многу тешко во овој момент некое тренерско име, дали е звучно или помалку звучно, би прифатило да ја преземе таа македонска кошаркарска репрезентација баш поради причините кои што ти претходно ги кажа. Треба да има трпение, треба да има челични значи, нерви. Ние играме во предквалификации, не е некој предизвик за тие тренерски имиња, но мислам дека во разговорот со него тој стварно без премногу размислување, секако и поради таа блискост со мене, и за него некако мислам дека е предизвик да пробаме Македонија да ја полека да ја враќаме таму кај што била во кошарката. Свесни сме дека тоа е макотрпен процес. Свесни сме дека ќе ни треба повеќе време, но едно е сигурно, тој е голем професионалец. Професионалец кој што 24 часа работи и размислува кошарка. Светам. Сега имаше прилика на овој за него прв собир и два надпревари во предквалификациите, да види малку подобро и поблиску што и како се случува. Какви беа впечатоците искрено? Значи, дали имаше момент на како ова ќе го правиме? Да, јас мислам дека сигурно во него постоеше малку онака некои ситуации кај што се прашуваше добро, ова не сум го сретнал во животот, но мислам дека заеднички кога би направиле муабет на тема кај што некои работи не се нели по некој европски терк, многу брзо сваќа дека едноставно тоа е така, дека менталитетот овде е малку по другачи и мислам дека е спремен да учи како треба овде да се како да кажам, да се избалансираат работите и така меѓу човечки некои односи и така натаму, за да се дојде до што како да кажам, до што подобро решение во тие моменти. Нештото што тебе лично ти се случува за македонските спортисти, не само за кошаркари. Може би едно од најтешките моменти е како да пронајдат вистинска средина и како да излезат од границите на Македонија во момент кога веќе оваа средина е надмината. Ајде да речеме, време е за подобро, време е за чекор понапред. Како се случи ти да излезеш од Македонија? Дали тој прв трансфер што го имаше беше некоја поширока приказна благодарение на конекции, луѓе кои што ќе помогнат во сето тоа, или беше она најчист пример на некој те гледа, сваќа дека има во тебе нешто и по покана ја менуваш средина? Најчист пример, да, најчист пример. Чист пример. А јас сум голем поборник на тоа нашите млади дечиња и девојчиња кои што се талентирани во било кој спорт да останат барем до полнолетство овде во Македонија. Затоа што домашната средина, школото, кое што е многу битно за мене, да се формираш како личност, и тоа дека си домашен. Тоа значи дека осеќаш некоја поголема храброст овде, средина која што те поддржува, така би требало барем. Да, свој на своето. Свој на своето, така. Само дома е дома, така. Сите ние ќе видиме во еден момент, дури и тие што не, да кажеме во кошарката, дури што не се, како да кажем,
кои што доаѓаат на утакмица да гледаат и не ја знаат кошарката толку добро, ќе приметат некое дете или девојче кои ќе кажат дека ова дете не е веќе за тука. Да, одскокнува. Одскокнува, така. Мислам дека така беше и со мене, но имав и голема среќа во тој момент во Струмица на 16 и 17 годишна возраст, значи таа година која што играв кога играв прва македонска лига. Имавме двајца странски играчи, еден од нив беше Јадранко Вујачич. Легендарен, да кажеме, југословенски играч, можеби не, како да кажам, толку легендарен како некои репрезентативци, но има играно во повеќе, да кажеме, легендарни клубови како Партизан, Будучност, Олимпија во својата кариера. Има освоено, значи, и титули и европски купови со Партизан. И имаше една добра конекција со Партизан. Така да, тоа што ти го кажа, се јави во Белград, има едно дете, кој што треба да го гледате, подхитно. Дојде човек од Белград и така почна таа приказна да се развива. И од таму дојде до тоа да подоцна завршам. Значи, мојот прв професионален договор беше со Партизан. Но, морам да кажам дека годината после тоа, на моја искрена некоја детска желба, да одам и да видам, да завршам средна школа во Америка и да видам дали кошарката таму би било дали би имало место и за мене во кошарката во Америка. Но многу брзо сватив дека тоа што го гледаме на телевизија и за кошарката во Америка не е баш во стварноста така. И мислам дека направив добар потек и се вратив назад. Да бидеш дел од европската кошарка. Така. Да. А само уште малку за Партизан, тоа е, знаеме колкав клуб, знаеме каков бренд, во Србија има спортско ривалство. Беше паметна одлука тоа да биде првата средина каде што веројатно ќе почувствуваш како е да е потешко, па да си странец, а сепак да си дел од голем бренд, има притисок. Така. Дефинитивно тука научив најмногу што значи да се биде странец, иако во комшиска држава, да кажеме, на некој начин и братска држава, што значи да се биде странец и но од друга страна да не се добија прилика, да кажеме, за игра, но од сите тие, како да кажем, негативни моменти, позитивните моменти е дека созрев како играч. Тој стручен кадар таму е на врхунско ниво, тука нема збор, од секогаш бил, ми се чини во Партизан. И едноставно позитивното и негативното некако предодредија за после мојата кариера да иде нагоре. Како ќе оди? Така. Затоа што бев спремен како е да се биде странец, како е мораш да, значи нема слаб ден за кога си странец во некоја екипа. Те гледаат со други очи, мораш да прикажуваш добри игри. Чекаат грешка, можеби, колку и да звучи сурово. Тој притисок е стварно голем, нарочито за младо дете, кој што 18 години потпишува тој прв професионален договор. И затоа ќе се вратам назад, сум голем поддржувач на тоа децава да бидат што е подолго во домашна средина. Јас сум борец. Јас некако се борам и гледам со оптимизам дека работата, талентот, вербата во себе на крај даваат резултат. Но морам да признам, например, во Партизан играв со многу тогашни репрезентативци. И таа школа, тоа искуство кој они го пренеле на мене, односно јас сум го гледал секој ден на тренинг, е од непроценливо значење. Промени многу клубски средини во текот на својата кариера. Кога се подготвував, сватив дека дефинитивно не можеме се да опфатиме, затоа ќе се обидам на овој начин. Каде може би ти беше најубаво, најпријатно? Кој од сите овие? Прво како средина, како држава, Словенија се разликува многу од Италија, од Шпанија, од Турција, Србија веќе ја споменавме. Каде ти беше најголемо уживање, а каде можеби беа научени најдобрите лекции
кошаркарски, што би значило можеби дека имало најмногу притисок, ама и голем напредок исто време. Најдобрите кошаркарски лекции и ден денеска се учат на Балканот, во балканските Балкан? земји. Да. Значи јас сум прошол и Белград, и Загреб, и Љубљана, и Скопје на крај. Да. Освен Сараево. Не. И мене Балканот ми е, односно бившите југословенски републики, ми се драги места за играње и клубовите таму. И мислам дека таа стара југословенска школа што ние викаме, се уште има голема вредност и во европската и во светската кошарка. Да кажеме Љубљана е сигурно едно од местата кај што нели и сум основал фамилија и таму сум играл повеќе години. Словенија гледаме во последните години, нарочито со Лука Дончич, нели со Горан Драгич беа и европски прваци. Иако тренерскиот кадар беше од Србија. Така да Балканот, како Балкан, кога ќе се измешат сите тие вредности и знаење, Да. мислам дека уште е топ 3 во свет. Од така да кажеме надвор од екс-ју републиките, Барселона и Болонја биле два града кај што стварно исто сум уживал играјќи кошарка. Нарочито Болонја е едно кошаркарско градче, односно град, Да. кај што има два клуба, кои што биле, да кажеме, во врвот на европската кошарка, можеби сега само Виртус Болонја кај што јас играв е моментално во Евролига. И се збори 24 часа, во моје време се збореше 24 часа за кошарка, да. Иако гледам дека и фудбалски сега Болонја е на многу високо ниво, но сепак јас го памтам тој град како кошаркарски. И стварно беше уживање да играш во Болонја. Може ли да се објасни со што, со кои квалитети, затоа што не може единствено, како да речам, да си само добар шутер и ти заслужуваш да одиш во Барселона или во Болонја или каде било. Мора да има тука еден пакет од квалитети на личност и спортист за ти да добиеш шанса да ги облечеш тие дресови. Како одеше твојата приказна, на што се должеше тоа што ја доби таа чест? Пак ќе речам, многу се наброи сите тие клубови. Не е само еден клуб и еден блесок во твојата кариера, тука има низа на добри приказни, звучни. Па знаеш како, освен талентот е присутна и многу голема работа. Освен тие две работи, присутни се многу големи падови и успони. Значи, тој пакет не е права линија. Значи, се менува. Се менува, така. Мислам дека многу е битно да го издржиш цел тој процес, за да дојдеш до некое ниво кај што сите ќе препознаат дека ти си играч за највисокото можно ниво. Да. Подоцна е малку полесно, но пак не толку лесно за да заборавиш да работиш исто, како да кажам, многу добро на себе, да бидеш добар соиграч, да едноставно да самиот тренер, самата екипа да знае дека ти си прав професионалец и дека си тука да ја помогнеш на екипата да победува. Може да смета на теб. Така. Можеби од надвор изгледа тоа многу лесно. А колку полесно изгледа, толку повеќе работа стои позади. Точно, така, точно. Тоа е најголемата вистина уствари. Со кој ти било и била најголема чест што си имал прилика да бидеш соиграч, значи да ги делите обврските, и против кого било привилегија исто така да се биде на спротивната страна па да се надигрувате? Па мислам дека двајца играчи кои што стварно оставиле, да кажеме, голем белег во смисол дека биле стварно мајстори на кошарката се Дејан Бодирога и Хуан Карлос Наваро. Двајца различни типови на играчи, но едноставно стварно мајстори со кошаркарската топка. Едноставно беа победници. Тоа е најбитно да се каже. И стварно беше чест да се игра со нив.
Имало секако многу добри играчи со кои што сум бил соиграч. И што има значење во сето тоа е дека сите тие големи звезди во голем процент се и добри луѓе. Да, тоа е многу имаш битно, добар да. впечаток, барем од оние што си ги познавал добро? Така. Да? Добри луѓе кои што се спремни да помогнат, кои што се спремни да... Секако егото е присутно, како кај сите нас. Мора да има нешто во спортистите, желбата за напредок. На крајот на денот мислам дека мора да има нешто добро во тебе, за да бидеш во екипа со, да кажеме, 12-11 соиграчи, 3-4 тренери, цел тој менаџмент, значи да бидеш дел од друштвото. Дел од друштвото, така. Добро Наваро што го спомена, понекогаш сите ние знаеме да се присетиме на надпреварот, каде што Наваро шутираше од сите можни позиции и тоа успешно, се што можеше да реализираше. Ја сонуваш некогаш. И тоа јас го чував го сонуваш тој надпревар, знај некош да ти се вратат мемории на таа тема или заборавена е. Се трудиш да заборавиш. Знаеш како, најмногу што се сеќаваме дека првите неколку минути го чував, бидејќи го познавав, го чував многу добро. И во еден момент кога мислам дека некој од нашите центри не помогна како што треба на тој некој блок кој што се направи на мене за тој да дојде во позиција за шут и ја даде таа прва тројка, некако во себе си помислив сега е готово. Затоа што во смисол сега ќе се разигра. Лавин. И ми беше малку онака криво дека и после тргна и не застана. Така да добро, мора да му признаеме едноставно за таа партија и тоа е тоа. Дека беше, на ниво на задачата и едноставно неавме можност како да го спречиме. Знаеш, во спортот често се коментира моментот на спортска среќа. Твојата фамозна тројка, која што ќе паметиме, веројатно се надевам за секогаш што се однесува до нашата спортска историја, повеќе чувствуваш дека се случи како некој вид на заслуга за сите твои дотогашни тренинзи, за сета пот, за се што дотогаш на паркетот си правил и тренирал, или сепак беше момент каде што имаше едноставно среќа и тоа е тоа, бин на поените? Па не, јас мислам дека тоа што го кажа, значи, најпрво. Не само јас, него сите што сме дале многу во кошарката, односно во таа наша кариера, значи сето што сме го поминале, и претходно го кажав тоа, некаде мора да се врати. И мислам за нас како генерација, да кажеме, таа македонска репрезентација која што се формирала, да кажеме, од времето на осамостојување, некои од нас беа дел и на таа прва репрезентација, вклучувајќи ме и мене, која што 99-та настапуваше во Франција, на Европското првенство во Франција, на чело со Заре Марковски. Едноставно, значи некои од нас кои бевме таму, заедно со некои кои што доаѓа после нас, заедно стасавме после 10 години да го направиме, или повеќе, 10 или повеќе години да го направиме тој резултат. И мислам дека ништо не е случајно. Ништо не е случајно, едноставно тоа што се креираше во сите тие години, дојде на наплата баш таа 2011. Знаеш, како и во нашето соседство, што се однесува до репрезентативните состави, знаеме дека има разлика, например, кога настапува Србија, дали е тука Јокич или не е тука, кога настапува Словенија, дали е тука Дончич или не, а тие не се секогаш тука, нели? Доаѓаат тогаш кога чувствуваат дека е соодветно време, кога се во добра физичка состојба, кога имаат слобода и така натаму. Меѓутоа, кога станува збор за Македонија, голема е разликата дали игра Владо Илиевски или не игра, сега во поново време дали игра Ненад Димитриевич или не игра. Малте не има луѓе што за нас значат половина состав без никого да навредам. Едноставно такви не се околностите. Ајде да направиме паралела. Знам, си давал коментари дека не е по знак прашалник дали сакаш да играш за Македонија, меѓутоа де факто многу долги години те немаше. Има ли луѓе што треба да имаат грижа на совест зошто те немало толку години во македонската репрезентација? Да. Има ли сепак тука и меѓучовечки односи што биле проблем или само
Здравствена состојба, клупски обврски. Так, најмалку, мислам дека најмалку биле меѓучовечките односи, бар што се однесува до мене. Ако нешто сум сакал, Македонија сум ја сакал и ден денеска. Значи мора да знаете и на примери со други кошаркари во Европа, дека тие клупски обврски, професионални обврски се од големо значење за секој еден од нас. Што значи тоа? Тоа значи дека потпишуваш професионален договор, заработуваш некоја сума на пари, ја издржуваш својата фамилија со тоа и од тоа живееш. Во одреден момент, некојаш клупската обврска е малку поголема, иако тоа не звучи баш патриотско. Е малку поголема, односно се ствара некој притисок, нарочито кога си странец во некој клуб, а тогаш беа само двајца странци, да кажеме, или тројца. Луѓето не знаеат од тоа време да ме разберат, и ден денеска не знаат да разберат, можеби и на примерот на Нено Димитриевиќ. Да, па имало суда. Како или, сега например, не сака да дојде за Македонија. Да кажеме за Владко Чанчар во Словенија истото се деси, кој што не успеа да дојде малку и поради повреди или поради се. Тоа е сега еден пример, ама има многу примери. Каде што мора да го избереш клубот пред репрезентација некогаш. Мора да го избереш. Едноставно тоа е така. Тоа не значи дека не сакаме да играме за својата државна репрезентација. Но што значи тоа? Тоа значи дека во случај на 2-3 лошо одиграни утакмици, а ти си пропуштил голем дел од припремите, да кажеме, со таа професионална матична екипа која што имаш, го губиш местото. Да. А не да Боже повреди? А не да Боже повреди. И тие се опција? Така. Значи многу има овде како да кажам, околности кои што влијаат на тоа дали ќе дојдеш или не. Но сега зборам за мене, можеби за година, да кажеме, некоја година или две која што не сум бил тука. Луѓето најверојатно и знаат и не знаат. 2009, значи јас сум бил на сите европски првенства освен 2009. 2009 ја оперирав ногата. Поради повреда. Така. 2010 не дојдов поради тоа што од таа повреда се вратив после 4-5 месеци и после тоа имав такви проблеми физички. Не е исто така, што морав летово да го посветам само на телото да биде доволно здраво за да може да ја играм таа сезона после тоа. Кога беше се во ред, секако дојдов за Литванија без проблем. Имало секако и фамилиарни ситуации, причини, кои што биле проблем за мене. Најверојатно и некои од гледачите сигурно знаат дека имам 2 деца со посебни потреби. Така да мојот живот бил како една вртелешка малку. И од професионална и од приватна страна. Така да било многу тешко некогаш да се да се остане во форма, да се остане фокусиран. Но сепак мислам дека кога ќе ја погледнам цела таа репрезентативна кариера, значи да кажеме ако траела од 98 до 2015, тоа се 17 години, мислам дека не знам 3-4 години мислам дека ме немаше само. Тоа е тоа отсуство? Да, или 5, ајде да кажеме. Добро, искрени ќе бидеме. Да, 17 години, но 5 и така. Што не са малку. Така и го поставив прашањето и објаснив од кој аспект не са малку. Меѓутоа сценариото е такво какво што е. Некогаш стварно сум сакал, како на пример квалификации пред Европското во Хрватска 2014 и дури дојдов на припреми со своето помало синче и со мајка ми во Охрид, за да може она да ми помогне. Овде. Второто синче беше со жена ми во Словенија, за да може да некако да можеби да пројдам припреми и да може да играм, но не беше можно. Така да сум правил, како кажам, и некои екстра напори, за да може да играм. Но едноставно не било возможно.
Го спомена семејството, за спортистките апсолутно знае да биде многу значајно, понекогаш и клучно како ќе им се одвива остатокот од кариерата, од моментот кога веќе во нивниот живот влегува некој партнер. Твојата сопруга сепак доаѓа од таква средина и од такво семејство да апсолутно има разбирање за она што го правиш. Само накратко ќе се присетиш како сето тоа се случи, во кој момент од твојата кариера дојде очигледно за тебе една пресвртница, нели, во животот, да го запознаш човекот кој што, нели, останува и треба да биде на некој начин поддршка во се што правиш, да разбере професијата, јасно. Па мислам дека од самиот почеток, бидејќи и таа беше кошаркарка, најде на разбирање дека тој професионален живот кој што јас го имав носи своји предизвици. И дефинитивно да, таа жена ми Ања е сигурно најголема поддршка во текот на мојата таа професионална кариера и воопшто во живот, во тој заеднички живот кој што го имаме. Посебно во моментите кога сме имале, да кажеме, најмногу предизвици, нарочито со нашите две дечиња. И мислам дека ако не била таа и фамилијата неизина, мојата во одредени моменти, бидејќи повеќето од времето нели бевме во Словенија во тие моменти, многу порано ќе ја завршев кариерата. Тоа од срце го зборувам, бидејќи е невозможно да се некако да се со тие, да кажеме, предизвици кои што имавме со дечињава и професионална кариера, многу тешко е тоа да се избалансира и да функционира како што треба. Така да дефинитивно таа и нејзината и мојата фамилија кои што помага колку што може, се фактор, голем фактор. И тие, да кажеме, убави години од Литванија па напред, да бидам присутен во репрезентацијава. Да. Дури за информација, да кажеме, јас дознав пред Европското првенство во Литванија дека и второто детенце со посебни потреби. Така да можете да замислите како пред собирот. Пред собирот, да. Односно на собирот. Веќе со почнати припреми за Литванија. Ми дојде информација дека биле кај лекар, дека дијагнозата е иста како кај првото. Така. Има ли начин да ми објасниш, затоа што апсолутно спортот е нешто што го учи човек како да стане победник и најпосле како да ужива во победата кога таа веќе е тука. Претпоставам дека кога ќе дојдат сите овие околности, колку и да има помош од страна, сепак човек мора прво сами од себе си да сака да си помогне и да се носи со сите тие ситуации, така што целосно кога ќе погледнеш и на кариерата и на животот, како би дефинирал што е за тебе најголемата твоја победа до сега? Па најголема победа сигурно е дека останавме некако заедно со сите тие проблеми што ги имавме. Се сакаме, се почитуваме. И тоа е нешто што многу ретки, да кажеме, брачни парови со дечиња со посебни потреби може да го издржат. Мислам дека се излегуваме малку од таа спортска сфера. Бројот на бракови кои што распаѓаат поради дете со посебни потреби е некаде 80%. Тоа се стварно надчовечки напори и едноставно во тие моменти бракот не издржува. И тоа ми можеби е најголема победа. Најголемата победа. Да. И покрај тоа што не е спортска темата, благодарам што ја сподели, затоа што треба да биде пример и мотивација и веројатно помош за некој кој што можеби се наоѓа во иста или слична ситуација. И затоа и зборувам на таа тема без предрасуди и без како да кажам, со отворено срце до сите кои што го имаат тој проблем. Дека може да се живее живот кој што ќе ве исполнува.
на некој начин. Ќе биде тешко, но на крај мислам дека треба да се има верба во себе, треба да едноставно да мислам дека прво треба да се гледаш себе си, односно во бракот, да кажеме, родителите, да се гледат себе си, бидејќи среќни, посреќни родители, значи и посреќни деца. Тоа е многу битно. Да. Значи не смееме да заборавиме на самите себе, бидејќи тие дечиња најмногу им сме потребни ние. А ние ако не сме, да кажеме, со чиста глава, со некоја верба во животот дека ќе биде добро, последично мислам дека и самите дечиња го чувствуваат тоа. Ќе се вратам уште малку на тема кошарка пред да го завршиме овој разговор. Јасен е веќе ентузијазмот и енергијата со која што влезе одново на нашата домашна спортска сцена. Чувствуваш ли навистина искрено дека е возможно сите оние кои што значат во македонската кошарка конечно малку повеќе да се сплотат? Правиме паралела со оно што пред малку го кажа. Ако возрастните, ако тренерите, ако клубовите, селекторите, сите оние кои што треба да бидат двигатели на оваа сцена, не се обединети во една единствена цел да успеат да создадат добро воспитани деца и добри спортисти, тогаш не правиме ништо. Меѓутоа, честопати ние објективно го чувствуваме раздорот. Па кавги, на лична основа. Кој е подобар, зошто некој погрешил, кој е функционер, дали требало да биде или не и така натаму. Има ли шанса тука барем малку да се поправиме? Чувствуваш ли дека ти со оваа енергија што е очигледна, смирена, питомост, некако трезвеност, ќе успееш да повлечеш некои конци, да промениш малку во таа атмосфера, во таа клима, да седнеме да размислиме малку со ладна глава, дека може да бидеме поинакви, подобри? Една од причините што сум овде е и што сум голем оптимист во животот. И јас сум и тука оптимист, дека можеме да направиме еден искокор и во таа сфера. Мислам дека егото кај луѓето може да биде голем проблем и кај нас спортистите нарочито е многу поизразен. Да. Затоа и гледаме на дневна база секаде во светот. Добро, спортот е и шоу. Како тоа го излегува на површина и некогаш тие приказни не завршуваат добро, нели? Да, вистина. Но некако за себе ќе кажам дека имам раскрстено со тоа его одамна, дури во време на кошаркарската кариера. И малку го гледам тој простор, тој свет малку со други очи. Можеби тоа сето што ми се деси со дечиња. Да. Така да сум спремен и од таа некоја гледна точка да бидам некој мост помеѓу луѓето, посебно во кошарката, да може да бидеме сплотени, да работиме со една цел. И мислам дека кажав и во претходни некои интервјуа, не ми е многу битно јас да ги земам аплаузите од другите. Битно ми е да оставиме после нас, како што кажа ти, воспитани дечиња, дечиња кои што го сакаат спортот, кои што ја сакаат кошарката. А дали резултатот ќе се покаже може да би после 5-10 години кога мене, односно таа гарнитура која што во федерацијава нема да сме тука, тоа е малку битно. Затоа што мислам дека на крај пак ако сме направиле нешто добро, ќе има барем еден што ќе каже тие направија добро. Или Владо Илиевски. Ќе го препозна и признае успехот. Да. Како фан, на страна поранешен кошаркар и човек кој што е дел уште од овој спорт, повеќе сакаш и гледаш НБА или Евролига? Сега. Ете, кога имаш време? Да, така. Јас, уште како мало дете, бев стварно огромен фан на NBA.
И морам да признаам дека иако не го гледам толку, не ја гледам толку често таа лига, сепак ми е врежана во срцето и без разлика што кошарката е многу изменета. Да. Нарочито таму, нели, во таа NBA лига и европската кошарка, која што на друга страна е стварно многу на повисоко ниво од времето кога јас сум ја играл, да кажеме. Сепак некако NBA ми има некој чар. Да. Ке можеш некако иако тоа нема да се мислам дека европските играчи, тренери нема да се сложат со мене многумина од нив, но сепак NBA ми е врвот на кошарката во светот. И тоа било и мислам дека ќе биде. Нема тука. Како ќе ми го објасниш, ќе успеш некако да ми го објасниш феноменот на Никола Јокич од следниот аспект? Значи, знаеме колкава звезда е во NBA, меѓутоа за сите е интересен начинот и леснотијата со кој што ги изведува сите нешто што ги изведува, и Дончич апсолутно. И на сето ова што го кажав, значи фактот да се биде константен постојано. Така, што е најтешка можна работа. И можеби за нив до некаде болно, ако бидеме искрени, да луѓе од Балканот апсолутно добија статус на некој што ја менува играта. Сега сите ќе мора да се прилагодите на тоа што ние успеваме да го направиме на паркетот. Исклучок, талент огромен, или пак некако се враќаме на работата за да го објасниме како феномен се тие? Па мислам дека талентот кај нив е стварно многу поизразен. Малку поизразен, да, така во смисол дека стварно се нешто посебно. Но мора да бидеме реални дека работата тука си го прави своето, иако они по својата конституција можеби не изгледаат така, како некои амерички играчи кои што нели се големи атлети. Но во исто време мора да знаеме дека ако тие не трчаат најбрзо, не скокаат највисоко, во сите параметри кои што се други, а ги има да кажеме 10 параметри кои што се битни да кажеме за некое спортско ниво, јас мислам дека они имаат најголема константа. Значи во сите 10 параметри се многу блиску до врвот. Тука е тајната, тука е таа разлика, така. Кај тие амерички играчи можеби 2 работи се добри, кај нив се 10 добри. Во тој контекст, како мислиш дека ти би се снашол во модерната кошарка и поинаква? Знаеме дека на пиедестал е ставен шутот за 3. Некако тоа стана клуч и нешто што мора речиси секој да го поседува? Таа некоја физичка спремност, мислам дека денеска е многу битна, да. Би се снашол, мислиш, добро? Мислам дека да. Мислам дека да. Да? Мислам дека да. Иако можеби таа физичка подготвеност ме спречи во тоа да, односно таа некоја физичка генетска предиспозиција ме спречи во тоа да играм во NBA лигата. Да, така, дефинитивно. Затоа што сепак таму се стварно, нарочито на тие мои бековски позиции, стварно, да кажеме, атлетика, што ви викаме, стварно. Огромни. Да, и брзи, така, и скочни. За крај, играш ли често рекреативно кошарка, буквално за забава, со пријателите, не знам, со некој во мало, во соседство, на крајот од денот можеби понекогаш со екс-репрезентативците, има ли уште добра конекција, знаете ли да се слушнете, да играте или да гледате кошарка, како тоа оди? Па бидејќи нели јас сум повеќето време бев во Словенија сега после кариерава. Имаме контакт, секогаш сме имале контакт. Мислам дека таа генерација и не сме, јас искрено не би си дозволил да немаме контакт. Ќе ве изненадам што се однесува до играњето кошарка. Да не се моето помало синче која сакаше малку кошарката, во смисол па фрлавме некој топка на кош. Многу ретко ја фаќам кошаркарската топка. Навистина? Да. Односно скоро никогаш. Само тогаш кога некој детенце ќе сака со мене да, односно дали моето синче или некои други дечиња ако сакаат заедно да пошутираме на кош или да. Во главном играм тенис рекреативен. Тенис? Да, така. Добро. Претпоставам тоа и следиш.
Следиш? Да, следам. Да. Гранд Слем надпреварување на пример. Да. Сите спортови ги следам. Јас сум така голем фан на спортот. И од мал сум играл, скоро сите спортови сум ги играл и уште онака, како да кажам, ги пратам спортовите и мене ми е спортот Добро. начин на живот, да кажем. Многу ми е драго што ова твое доаѓање, враќање на нашава сцена го искористивме и беше прилика за еден убав разговор. Сега ќе функционираш на релација Македонија-Словенија, така? Што значи тоа, дека повторно ќе бидеш овде здравија за следниот наш собир? И порано. Или ќе има и порано? И порано, да, и порано. Ќе бидам многу почесто овде. Така. Ќе те гледаме почесто. Така. Владо, уште еднаш благодарам многу. Искрено за мене и за мене овој момент леле луѓе што направивме, не сум можеби ни претпоставувала дека ќе имам оваа шанса. Искрено голема чест и уживање и се надевам дека ќе имаме и следна прилика, дај Боже тогаш, да зборуваме за малку поголеми кошаркарски успеси на Македонија. Се надевам. Ти благодарам на тебе. Благодарам многу. Јас искрено уживав, се надевам дека уживавте и сите вие што не следевте. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во следното издание на Ферплей.